Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гости Неизет Меджити, градоначалникот на Чаир и подпредседател на ДУИ. Господине Меджити, двоглавиот орел поставен во Чаир и темелите на новиот крст во Бутел го отворија прашањето дали е тоа подготовка за предвремените избори или се соочувате со несогласување во владината коалиција? Прво, не може да биде двоглавиот орел како претекст за тоа што е превземено во Бутел и преку ноќ донесена таква одлука, бидејќи за овој символ прво не е донесен за инеет кон другите, туку вреднување на символот на албанците и се базира на една одлука која што е донесена 2012 година програмата, а како посебна одлука 2015, почитувајќи ги принципот на Бадинтер и се друго, така да ова не може да биде од прва причина. Втора причина е, ако може, во Скопје да ги има и лавовите, и бикови, и не знам што се друго, можеби цела зоолошка градина, зошто да не е двоглавиот орел кој што е од овој крај, овој дел. Исто така, и квантитативно, ако се гледа на работиве, не може да се воспостави таква паралела, бидејќи се поставени стотина споменици од другата страна, каде што реално еден млад македонец не ги познава повеќето од нив кои се и шо се. А во Чаир, во овие 10 години, имаме поставено Скендербек, Хасан Приштина и двоглавиот орел. Ни квантитативно, ни квалитативно, не може да се воспостави таква паралела или да биде претекст за поставување на крст. И во однос на крстот. И да беше одговор на двоглавиот орел, тогаш логично би било тамо да се постави лав или некој етнички символ на македонците. Бидејќи нашиот став е, не треба да се злоупотребат верските символи за дневна политика, бидејќи тоа е ризично прашање, и нема сила за да не упати и да влеземе во таква игра, да броиме ние да возвратиме со минарење или друго. Бидејќи албанците припаѓаат на 3 верски заедници, има католичка, православна и муслиманска, и ние цениме дека минарето треба да биде до џамијата, а крстот над црква или манастир. Не е местото на крстот или минарето на крстосница или на улица. Очекувате ли дека овој настан може да ескалира и да донесе подлабоки внатре коалицијски кризи, доколку се процени дека двоглавиот орел не е поставен согласно законот и соодветно се реагира? Се најава сличен споменик и во Сарај, а и референдумско изјаснување за крстот. Ако има сваќате ова, искрено, треба да рефлектира другата страна, да анализира, да дебатира во своите круги, бидејќи аргументите се на наша страна и ние ги искористуваме сите демократски принципи и методи за да оспориме една нелегална, нелегитимна одлука. Не мислите ли дека со овие чекори ќе предизвикат и меѓуетнички вознемирувања, бидејќи се знае дека граѓаните се најлесно ранливи кога станува збор за верските и националните символи? Ние не правиме ништо друго, тоа што искористуваме, демократски методи кои што се истите, превземени од европски земји и европски стандарди. Ние само го креваме нашиот глас, протестираме кон една нелегитимна, недобра одлука која што во иднина ќе предизвика кризи и провокации. Но во јавноста превладува мислењето дека станува збор за политичка игра која неслучајно се одвива пред изборите, бидејќи претходно во релаксирана атмосфера се остварија цели проекти. Се изгради Скопје 2014, се гради плоштадот Скендербек, пред полициската станица Биспазар се постави двоглав орел Тивко. Зошто не успеавте да се одговорите за 2 споменика? Не, добре, што посочивте еден пример, пред 2 години имаше поставен еден орел до полициска станица Битпазар, тоа е во Чаир, и немаше контрареакција од другата страна, каква што има сега.
Значи треба кај нив да го барате одговорот зошто сега реагираат на таков начин. Дали со вашата поддршка на 5 јуни како нов датум за избори, уште повеќе се нарушија односите во владината коалиција, бидејќи вашата партија беше иницијатор за собирање потписи, а и рековте дека ќе ја послушате меѓународната заедница? Разликата меѓу ДУИ и другите политички партии во Македонија е што меѓународната заедница ја слушаме, значи, и кога ни годи и кога не ни годи, бидејќи и кога во моментот не ни годило, долгорочно испаднало дека оние биле во право, оние сакаат доброто на Република Македонија и на албанската и на другите заедници во Македонија. Се воспостават, значи, демократски принципи тука, и затоа за нас беше многу битно, значи, каков ќе биде ставот на меѓународната заедница. Првично бевме за 24 април, заради тоа што тој датум беше консензуален, освоен од сите политички партии и поддржан од меѓународната заедница. Но го чекавме ставот на меѓународната заедница и во моментот кога испадна господинот Бели, американскиот амбасадор, во име на целата меѓународна заедница и кажа дека за уште две работи е потребно да се завршат, тоест медиумите и прочестување на избирачкиот список, ние тоа го прифативме и мислиме дека е во интерес на еден легитимен и, значи, избори кои што ќе бидат решение за Македонија за излезот од оваа криза, бидејќи цената ја плаќа државата, ја плаќа стабилноста, плаќа бизнисот, посебно ако се имат предвид и ова кризата со избеглиците, имајќи предвид дека се од јуни така, значи, почнуваат битни самити кои што се многу битни за иднината на Република Македонија. Заради овие причини ДУИ ја прифати примедбата од меѓународната заедница. Дали чувствувате дека е нарушен вашиот кредибилитет како градоначалник на Чаир со тоа што специјалното јавно обвинителство во случајот Титаник обвини ваш партиски член за фалсификување на гласови во Чаир? Специјалното јавно обвинителство се основа токму на прислушкуваните разговори кои што испаднаа, а во една од тие бомби, значи, има директно се посочува за овие избори во Чаир, каде што има дил меѓу Менду Тачи, Бедредин Ибраими и Саша Мијалков, каде што дилот е да се поништат изборите во Струмица, за возврат, значи, да се поништат изборите во Чаир. И тогаш, значи, изборите се поништеа, тој резултат не важи. Комисијата беше целосно смената, отидовме на втор круг на избори, а резултатот не само што се потврди, туку се зголеми бројот на гласови што ги добив и со сите овие фактори и аргументи, значи, кажуваат дека е апсолвирано прашање и мислам нема потреба повеќе да се дообјасни. Со оглед дека изборите се одложени на 5 јуни, дали ДУИ ќе инсистира тие да се одржат на овој датум, иако СДСМ оцени дека нема услови за кредибилни избори, односно дали ќе одите на избори без нив? Значи, ние придонесуваме толку колку што се бара и е можно, значи, од Демократската унија за интеграција. Така да ниту посакувам, значи, да размислувам на други датуми или други. Ценам дека и Социјалдемократскиот сојуз за Македонија рефлектираше и изјавите се одат кон тоа да сите придонесеме да 5 јуни биде решение за ова политичка криза. Ви благодарам на разговорот. Фала и на вас. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.